Здраво на сите, јас сум Ѓорѓи Шепентулевски. Пред отприлика 2 месеци ви покажав оргонски генератор поставен во мојата градина, кој генерира оргонска енергија и му помага на растенијата за да порастат поголеми и многу побрзо. Сега сакам да ви покажам како се прави оргонски генератор, таков сличен, исти, со иста функција за домашна употреба, кој треба да се постави во средината во која што се живее, во дневната соба, во спалната или било каде во куќата. Еве сега да ја свртам камерата. Овие се органити кои јас ги направив. Еве го едниот органит, еве го другиот во различни форми, ама материјалот од кој се направени е скоро исти. Значи во овие органити има полиестер резин, тоа е смола, железна пилевина, метална пилевина, може да биде од било каков метал, и кристали. Исто и овој органит ги има истите тие работи. Сега за праење на овие органити треба многу поиќе време и е многу покомплицирано да се направат. Не е така лесно. А нарочито тој резинот, смолата, таа полиестер резин, толку смрди и мириса што треба и маска да се постави и да се работи во надворешна просторија и така натаму. Ама овие органити имаат само две функции. Тие штетната енергија што е во околината ја претвараат во корисна енергија, ја трансформираат во оргонска енергија и тоа е тоа. Значи, од околината штетната енергија ја трансформираат во позитивна, корисна енергија, што е прилично добро. Ете ги да ги поставам таму позади, а сега да ви ја покажам мојата справа, која јас ја нареков оргонски, за да се разликува од органити. Ова е оргонски, која што покрај тие работи што органитите, покрај својствата што ги имаат органитите, оваа справа плюс генерира оргонска енергија. Значи, оргонскиот генератор, кој сега ви го прикажувам, ја привлекува штетната енергија од околината, ја трансформира во корисна енергија, во позитивна енергија и истовремено има способност и капацитет да генерира оргонска енергија. На кој начин? Тоа се случува на следниот начин. Еве вака ќе ви покажам сега. Деснава страна, деснава метална плоча е од железо, која е позитивно наелектризирана. Левава плоча, метална плоча, е од зинк, која е негативно наелектризирана. И тие две плочи со пластични стегачи се прицрстуваат една за друга на кристали. Еве го едниот кристал е овдека, значи тоа е едниот кристал, понатаму другиот кристал, па третиот кристал. И тие две електромагнетни сили, позитивна, значи позитивна и негативна, кога ќе се судат преку пиезо ефектот на кристалите, се ослободува и креира оргонска енергија, која му помага на секое биолошко суштество за побрз развој и добра благосостојба.
И што направив јас покрај металниве плочи кои се од железо и зинк, поставив исто и една мала 9 волтна батерија, поврзана со мали жици, ептем слаби жици, од позитивната страна на батеријата на железото, која е позитивно електризирана, и негативната страна на батеријата, негативниот поларитет на батеријата со жицата поврзано на зинкот, која му додава додатна сила, додатна електромагнетна сила за генерирање на многу повеќе оргонска енергија. Така да еве го тој оргонски, кој јас го нареков оргонски, е многу едноставно да се направи, многу брзо може да се направи и од многу помалку материјал отколку овие органити. Друга работа, кога ќе ги поставувате кристалите, морате да внимавате да, ако се дупли терминатори, ако се кристалите, ако имаат способност, ако имаат негативен и позитивен поларитет, да покажам овдека еден кристал. Ако кристалот е дупли терминатор, значи од долната страна генерира негативна енергија, од горната страна позитивна, мора тој кристал да биде поставен со позитивната страна нагоре, со врвот од кај што генерира, од кај што испушта позитивна енергија, да биде завртен нагоре. Така и овие кристали се поставени. Ако тој кристал не е дупли терминатор, тогаш врвот на кристалот, од кај што испушта позитивна енергија, да биде завртен нагоре. Така да ефектот од позитивниот електрицитет и негативниот електрицитет преку врвот на кристалот се генерира, се пушта нагоре. Материјалот, сега да ви покажам само каков материјал треба за направење на овој генератор. Значи треба кристали, обични кварц кристали, треба две метални плочи, еве ги плочите, ова е од зинк плоча, ова е од железо плоча. Значи кристалите се поставуваат вака помеѓу ними, кога ќе се завртат, да бидат помеѓу ними, значи со стегачите. Потоа една жица, од обична жица ќе измолкнете од овие обичните кабли на мала жица за поврзување на батеријата со металните плочи и обични пластични стегачи. Стегачите, значи материјалот е многу едноставен, пластични стегачи, овие кристали, кварц кристали, метални плочи, батерија и жица. Жица, батерија, 9 волтна батерија, метални плочи, железо и зинк, кристали и метални пластични стегачи. И што се прави? Овај органит може да се стави во спалната, обично најдобро место е можеби под креветот кај што спиете. За цела на негативна енергија што се концентрира во собата, да ја абсорбира овај органски во себе, да ја претвора во позитивна енергија и да генерира органска енергија и да ја испушта директно во телото на самиот човек, во телото на човекот, каде што и се спие.
А инаку може да се стави, еве, например, овдека пред телевизијата. Се става пред телевизија, пред телевизискиот екран, ете го екранот, еве го оргонскиот генератор, едноставно се остава таму и радијацијата која што доаѓа од телевизијата ја трансформира во оргонска енергија и атмосферата е многу поздрава за живење. Епа, толку од мене. Јас на сите ви ја честитам новата 1914 година која што доаѓа. Ви пожелувам голем успех, мир во куќата и многу здравје. Па ќе се гледаме и понатаму. Ајде, пријатно.